деца се решиле да учат баш во моето училиште. Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп се наоѓа на улица Октомвриска безброј, во близина на градската болница Борка Талевски Прилеп. Тоа е стручно училиште кој опфаќа повеќе струки и профили. Со учениците работи стручен тим од директор, професори со соодветно образование и педагошко-психолошка служба. Теоретската настава се одвива во училници опремени со компјутери, а практичната настава во современи салони, кабинети и низ фирми во градот кои покажуваат интерес за соработка, а се соодветни на струката. Училиштето располага со современа спортска сала, изградена по највисоки стандарди и технички опремена за изведување настава, но и спортски меѓуучилишни надпревари на општинско и на државно ниво. Кариерниот центар во училиштето е донација од УСАИД и е место каде учениците ја совладуваат програмата за вработување и работа, што им овозможува полесно снаоѓање на пазарот на трудот. Со кариерниот центар во училиштето работи стручен тим од професори кои ги посетуваат обуките за подготовка за вработување и работа. Библиотеката во нашето училиште е еден од најновите проекти, но и место каде учениците можат да најдат стручна литература, задолжителните лектири, но и многу наслови од класичната и од современата белетристика. Во оваа просторија, учениците можат да поминат дел од слободното време, но исто така, тука се организираат меѓуучилишни надпревари во рецитирање, литературни читања и слично. Од страна на училиштето и професорите, на учениците им се нуди целосна поддршка, простории и содржини за нивни креации и активности. Профилот медицинска сестра е од 4 годишно траење, а за време на образованието, учениците се стекнуваат со знаења од општо образовните предмети, стручните предмети, практични знаења и вештини. На тој начин, тие стекнуваат посебни одговорности за грижата на човекот и неговото здравје. Се запознаваат со општите начела и правила на медицинската сестра, како и сите улоги што ги има таа и правилниот однос кон пациентите. По завршувањето на образованието, учениците излегуваат како професионални медицински сестри, кои имаат можност да се вработат во здравствените институции во рамките на примарната, секундарната и терцијарната здравствена заштита. Исто така, можат да го продолжат своето образование на кој било факултет, но првенствено на факултетите за медицински науки. Практичната настава започнува во втора година и се изведува во специјално опремен кабинет од доменот на медицината, а потоа во општата болница Борка Талевски Прилеп. Се изведуваат и посети на домот за стари лица, Киро Крстевски Платник, во Прилеп, како и посети на други приватни или државни здравствени установи низ државата, кои представуваат вредни искуства за учениците. Феријалната практика е задолжителна за учениците од втора и трета година, која се реализира во текот на летниот распуст со време трајање 20 работни дена. Со цел учениците подобро се способат за идната професија. Профилот физиотерапевски техничар е воведен во 2012 година. Низ 4-годишното образование, учениците се стекнуваат со знаења во општообразовните, стручните предмети и практични умења и вештини за примена на сите видови терапија во рехабилитацијата, термо, електро, механо, кинези и други, ракување, грижа и одржување на апаратите, инструментите и материјалите со кои се работи, работа со инвалидизирани лица, работа со семејства на инвалидизирани лица, спроведување мерки за заштита и унапредување на човековото здравје, подготовка на спортисти пред спортски надпревари, третирање спортски повреди. Практичната настава се изведува во специјално опремен кабинет во просториите на училиштето
и во физикалната сала во јавната здравствена установа Борка Талевски Прилеп. Реалната практика е задолжителна по завршувањето на втора и трета година во време траење од 20 работни дена. Профилот фармацевски и лабораториски техничар во Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп е воведен во 2007 година. Низ 4-годишното образование, учениците стекнуваат знаења по општобразовните, стручните предмети и практични умења и вешти. По завршувањето на училиштето, ученикот има можност да работи како фармацевски техничар во аптека, во лабораторија или да го продолжи своето образование на некој од факултетите. Практичната настава започнува во втора година. Се изведува во лабораторија и во кабинет кој е опремен со потребните инструменти и апарати. Во склоп на лабораторијата има и импровизирана аптека во која учениците се запознаваат со лековите кои ги изучуваат на теоретската настава. Учениците од четврта година посетуваат и практична настава во некои од приватните аптеки. Преку практичната настава, учениците се стекнуваат со следниве знаења: работа со лабораториски прибор, подготовка на реагенси и раствори, пребарување и употреба на фармакопеја, идентификација, одредување на чистота на соединенијата, како и нивна примена, изработка на магистрални препарати за надворешна употреба, сигнатура на препаратите, микроскопска и макроскопска идентификација на дроги и слично. Реалната практика е задолжителна по завршувањето на втора и трета година во приватни аптеки во време траење од 20 работни дена. Профилот козметички техничар во Средното општинско училиште Ѓорче Петров е воведен од 1997 година и е од 4-годишно траење. Во наставната програма, учениците следат теоретска и практична настава. Во теоретската настава ги изучуваат општообразовните и стручните предмети значајни за оваа струка, преку кои се запознаваат со општите начела и принципи на еден козметички техничар, нудење добра услуга на клиентите и задоволување на нивните потреби. Во рамките на практичната настава, учениците изведуваат козметички постапки како што се депилации, масажи, надградба на ногти, маникир, педикир и друго, со цел да ги стекнат вештините од областа на косметичарството. Практичната настава се одвива од добро опремен кабинет во просториите на училиштето, а се врши и посета на професионални козметички салони во градот. По завршувањето на средното образование, учениците можат да започнат сопствен бизнис со отворање козметички салон, но исто така можат да го продолжат своето образование во која било високообразовна институција. Своите знаења и вештини, козметичките техничари ги презентираат на различни манифестации во рамките на училиштето, но и надвор од него како што се модни ревии, кои што ги организира училиштето, Денот на жената, 8 март, пригодни активности по повод патрониот празник на училиштето, презентирање на училиштето во градот, активности кои се организираат за време на новогодишните празници, изработка на маникир и шминка за разни свечености и матурски вечери. Профилот фризер е воведен од 1997 година. Од тогаш, па се до денес, се обучува идниот стручен кадар во оваа област. Во рамките на овој профил се изведува теоретска и практична настава. Преку изучувањето на општобразовните и стручни предмети, учениците се образуваат со цел да имаат добра работна комуникација, да можат да ги осознаат потребите на клиентите, да ги научат основите на фризерството, намената на материјалите и слично. За идната работа како професионални фризери се обучуваат во рамките на практичната настава која се одвива во фризерскиот салон во училиштето, кој е опремен со сите материјали и апарати кои се потребни за работа. Со практичната настава, на учениците им се возможува да ја искажат својата креативност со изведување разни третмани за коса и фризури под водство на стручни професори од училиштето. Профилот фризер има 3-годишно траење, при што по завршувањето на образованието, учениците можат да ја градат својата кариера во некој фризерски салон или да отворат собствен, но може да се надоградуваат и на некоја фризерска академија. Она што го умеат и знаат, учениците можат да го покажат преку учество на разни хуманитарни активности по повод 8 март, Денот на жената, новогодишните празници, учество на модната ревија која што ја организира училиштето, учество во манифестацијата Денови на занајчиството, учество на надпревари организирани од Фризерската асоциација, изработка на фризури за разни поводи, свечености и матурски вечери и други. Профилот конфекцијски техничар е од 4-годишно траење и му возможува на учениците да се здобијат со знаење од областа на технологијата и конфекционирање. Наставата ја одржуваат високообразовани стручни професори.
Теоретската настава се одржува во училница, а практичната настава во работилница која е во собственост на училиштето и која ги има сите конфекцијски машини неопходни за целосно оспособување на учениците да конкурираат на пазарот на трудот. По завршувањето на средното образование, учениците можат да продолжат да студираат во иста насока или пак доколку се одлучат, може да продолжат на студии од различни други насоки. Профилот техничар за мебел и интериер од шумарско дрвопреработувачката струка во Средното општинско училиште Ѓорче Петров е присутен неколку години. За изведување на практичната настава, учениците имаат посебна работилница, опремена со машини кои им се потребни за изработка на мебел. Стручните предмети во овој профил овозможуваат високо развивање на учениците и можност за понатамошна самостојна работа. Учениците од овој профил се задолжени за средување и модернизирање на интериерот од нашето училиште. Исто така, учениците имаат учествувано на голем број проекти и активности. Секоја година учествуваат на сајмот за мебел во Скопје, кај што се изложуваат помодернизирани и покреативни достигнувања од нивната струка. Овој профил е од 4 степен и по завршувањето учениците можат да продолжат на студиска програма која што е проектирање и технологија на мебел и интериер. Но исто така, имаат и можност да се запишат на други студии. Профилот геолошко-рударски техничар е потребен во една земја, како за населението, така и за работниците. Настава се одржуваат професори и инженери од таа струка. Во изградба е терен и соодветен рудник каде што учениците ќе изведуваат својата практична настава. Во склоп на нашето училиште има соодветен кабинет каде што учениците одржуваат дел од практичната настава со цртање и пресметување. Феријалната практика се изведува во фабрики од таа област по избор на ученикот. Со завршувањето на 4-годишното образование за овој профил, учениците можат да работат како геолошки техничари, рударски техничари, цртачи во катастарско биро или би можеле да отворат свој бизнис. Понатамошното образование учениците можат да продолжат на Рударско-геолошки факултет, кој е присутен во нашиот град. Ова професија е многу ретка во нашата земја и затоа се потребни работници од таа област. Средното општинско училиште Ѓорче Петров е училиште кој има забележано бројни резултати на меѓуучилишни, општински, државни и меѓународни надпревари во спорт, знање, вештини, креативност и слично. Исто така, организатори на меѓуучилишни надпревари во спорт, рецитирање, литературно творење и слично. На 2 ноември, денот кога се слави патронот на училиштето, се организира пригодна приредба во која учениците ги изразуваат своите знаења, вештини, таленти и слично. На крајот на секоја учебна година, во центарот на градот, на отворено, се организира модна ревија, која е вистинска атракција во градот. Постојано се реализираат нови проекти во интерес на вработените и учениците. Како резултат на сето ова, во 2012 година, Советот на општина Прилеп на училиштето му додели 3 ноемвриска награда Плакета, а од 2013 година беше прогласено за најспортско училиште во Република Македонија. Денес ученик, утре стручњак.